заглавени во тоа така наречено модерно секојдневие, во работата, во градското сивило, во блокадата од околината, се помалку имаме време за фантазија, за мечти, за истражување, а уште помалку време за мистичност. Па така, јас ве водам на една мала прошетка на местото на кое што според мене живеат самовили, магично, волшебно место. Па дојдете со мене, излезете од сивото секојдневие и осудете се да бидете слободни, диви, полни со фантазија, мистика и живот. Јас сум Димче и добре дојдовте во уште едно мое видео.
ако некогаш сум замислувал некое место за магично, за волшебно, јас сум го замислувал токму овака и мислам дека ова е место кое што инспирира волшебство, кое што инспирира нешто магично и создава некое посебно чувство. И секако тука има многу енергија. Тоа може да се види затоа што дрвјата растат на чуден начин, се извртени, се испреплетени меѓу себе и создаваат некое многу интересно чувство кое што може да се доживее само на овие места. Значи секое место си има своја посебна енергија и свое посебно чувство. Ова место создава баш такво детско, магично чувство. Кога сум на ова место, очекувам секој момент да се појават самовили, џуџиња и други митолошки суштества. Затоа што ако би живееле некаде, мислам дека би живееле на овакви места. Кога сме кај митолошките суштества, кај нас најпознатите се самовилите, а многу малку се зборува за џуџиња и за џинови. Во нашиот фолклор, во нашата митологија, највеќе се зборува за самовилите, а најчесто се застапени водните самовили. Тие често доаѓаат покрај река, тие доаѓаат да се избањаат во реката и некои претпоставуваат дека живеат покрај реките. И мислам дека ова е токму такво место. Се верувало дека кога самовилите се бањаат, доколку им ја земете облеката, тогаш они ја губат својата моќ и прават тоа што ќе им кажете. Така да многу луѓе се усрекиле со самовили на тој начин што ги чекале да влезат во водата и им ја зимале облеката. Затоа што нивната моќ била во облеката. Некои кажуваат дека тоа биле дури и крилја, дека тие ги ваделе своите крилја со кои што летале. Некои кажуваат дека тоа можеби е некој вид на технологија, затоа што сите знаеме дека технологијата се расипува при контакт со водата, па така кога тие самовили влегувале во водата, ги ваделе тие крилја и доколку некој им ги земе, тогаш тие ја губеле својата моќ или способност да летаат. Тоа се едни од многуте преданија за самовилите. Дали самовилите биле живи суштества или биле само вид на енергија, јас не знам. Според легендите живееле токму на овакви места и биле некој вид на живи суштества кои што јаделе, пиеле, играле, само биле на некој начин поразлични од нас, а можеби и поразвиени. Можеби имале технологија, можеби ја совладале магијата, меѓутоа, тоа не знам, нас ни остануваат само приказните за нив и раскажувањата од луѓе кои што ги сретнале. Најинтересното раскажување ми е од човек кој што се разминал со самовила и после тоа се разбудил без коса. И повеќе такви кажувања се дека самовилите на некој начин делуваат радиоактивно на човекот, односно дека зрачат со голема енергија. Како што кажав, тоа се само кажувања, тоа се само приказни, а видувањето за самовилите во денешно време е намалено, никој повеќе не гледа самовили. Зошто? Јас и во претходни видеа имам зборувано, едноставно можеби доколку постоеле, тие се повлекле подлабоко во дивината, на недостапни места, можеби
соработуваат со нашите влади, па тие ги чуваат на некои места, а можеби се повлечени под земја, па остануваат таму да живеат, а можеби и не постоеле, па затоа и ги нема. Можеби биле само плод на фантазијата на нашите предци. Меѓутоа, јас, детското во мене, истражувачот во мене, мистичарот во мене, сака да верува дека постојат. Јас со години ги истражувам и се надевам дека ќе успеам да најдам одговор на тие прашања, а можеби и да видам некоја самовила. Па можеби и да снимам, доколку ги има. А најинтересното за кажување за самовили е тоа дека тие се на овој свет да ни даваат нас таленти или дарби и дека сите дарби потекнуваат од самовилите. Таа е таа позитивна особина и дека доколку сретнете самовила некогаш, би требало да ќутите, затоа што таа доаѓа во тој момент за да ви пренесе дарба и на нашиот софтвер му треба време да се даунлодира таа дарба, да ја прими и затоа треба да останеме тивки и да не зборуваме. При секое наше зборување, тогаш таа дарба се прекинува. Голем број од луѓе кои што сретнале самовили, после тоа почнале да цртаат, да пишуваат, да творат. Некои од најпознатите писатели од минатото време тврдат дека дарбата ја добиле од самовила. Тоа ми е најинтересното кажување за самовилите и токму ова место ме потсеќа на нив. Можеби некогаш престојувале тука, можеби се уште се тука. Меѓутоа, убавата енергија на ова место останува и вреди да се осети. Ви благодарам што го изгледавте и ова видео. Се надевам дека ви се допадна. Се надевам дека ви беше интересно и дека научивте нешто ново. Доколку ви се допаѓа тоа што го снимам, поддржете ме, луѓе. Стиснете една претплата на мојот канал. Можете да ме поддржите и со некоја символична сума, да станете членови, да ме споделите и слично. На тој начин ќе можам да растам, да напредувам и да истражувам и да снимам повеќе видеа. Ако не, да сте ми живи и здрави. Ви благодарам и се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро и се гледаме.